Благодарам. Почитувам председател на Собранието, почитувани пратеници, граѓани, господине Димитров. Наискрено, денеска не сакав да говорам за вас. Мислам дека се наоѓате моментално во позиција народски кажано помеѓу чеканот и наковалната. Но не можам да пропуштам, а да не ви прозборам, зашто вие сте единствениот рехабилитиран ВМРО-вец, според изјавата на министерката Царовска во дуел со Муцунски изминатава 2020 година. Таа рехабилитација, господине Димитров, ве доведе до 3 интерпелации од 4 години. Господине Димитров, се чини дека последниве години во Македонија имаме проблем за соочување со реалноста. Па така наместо со вистински збор да ги опишете работите, вие користите еуфемизми. Денеска за националната катастрофа која ни се случува, велите дека е предизвик. Бришењето на македонскиот јазик, народ и историја се пријателство. Подпишувањето на лош и неизбалансиран договор е иднина, а не доаѓањето на седница на Комисија за надворешна политика и тоа во неколку наврати е заштита од коронавирусот. Па да ве прашам, министер, бидејќи во времето на ВМРО имавте богата амбасадорска кариера, еве би ве прашала како министерот Блок не отиде во парламентот кој ќе биде повикан и тоа 2 пати, каква би била процедурата таму и дали може да замислите нешто такво? И ако некој смета дека арогантниот однос кон Собранието и граѓаните е начин на владење, тогаш денешнава интерпелација за вас утре ќе се однесува на вас, затоа што во демократските држави лидерите од северно-кореански тип не се потребни. А државата не сте вие, господине Димитров, колку и тоа чудно и небулозно вам да ви звучи. Пример има многу, од прекршување на уставот и законите до нивно апсолутно непознавање. За да бидам појасна, изгласување на доверба за работата на вице-премиер за евроинтеграции е резултат на следнава. Датум нема. Кредибилитет и образ нема. Одлука за безусловен почеток на преговорите за членство во Европската унија, што требаше да биде означена со првата македонско-европска меѓувладина конференција, нема. Европа нема. Почитувани граѓани, иднина нема. Велејќи го ова во едно апсолутно се сложувам со парламентарното мнозинство, почитувани колеги од позицијата, одговорност мора да има. Политичка одговорност е основ и услов за обезбедување на иднина на една држава, затоа што за господинот Димитров законите не постојат. Еден пример е договорот од Нивици, без намера да навлегувам во неговата содржина. Едно е факт. Димитров подпиша договор без да биде овластен од председателот на државата, што инаку нормална уставна постапка. Затоа што едно изјавувате, друго правите, а трето се случува и тоа се случува за целата држава. Денес, господине Димитров, ќе мора да ставиме крај на вашите еуфемизми и денеска работите ќе ги нарекуваме со вистинско име. Па во збирката прашања кои што ги имам до вас, би сакала да добијам одговори. Кој јазик го зборува македонскиот народ? На кој јазик зборуваат вашите роднини во Грција? Бидејќи имавме одговор кој што го добивме баш од министерот, односно министерката за надворешни работи на Грција. Апропо ваша изјава. Дали се уште мислите дека на македонскиот народ му фали зреење кога го поддржавте Борисов во истава реторика? Кој тоа погрешно ја толкува историјата од вашите цитати? Кога добивме датум за преговори, господине Димитров, дали тоа беше во јуни 2018, во мај 2019 и оној фамозен октомври за кој вие велевте дека ако тогаш нема датум, ќе немате образ да се појавите пред јавноста, а сепак сте тука, а владата ќе изгуби кредибилитет, а сепак е тука, се чини дека се загубивме. Дали се уште сметате дека македонскиот народ е искомплексиран народ со комплекси, несигурен во себе? Тоа е она што го кажавте баш од оваа говорница во 2018 година. Дали од кога завршивте со трговија на нашиот идентитет, се уште сте изненаден, господине Димитров, од ригидниот, негаторски став на нашите малцинство и македонскиот литературен јазик, како услови за отпочнување на преговорите со Европската унија? Дали, по се што ни се случи, се уште мислите дека одиме некаде, било каде? Согласно изјавата со која што дадовте поддршка на политиките на премиерот, и тука ќе цитирам:
Колку се поголеми пречките, велите, толку поголема ќе биде радоста за успехот кога ќе ги надмидаме. Одиме напред. Па сменете и продадете уште нешто и побрзо ќе одиме напред кон бездна, ама сите заедно. Дали вашето градење пријателство е со сите околни, блиски и подалечни држави, затоа што зборот пријателство по редот на нештата треба да се однесува на сите, а не само со одредени држави, без разлика како тие се викаат и чии членки се. Како ја коментирате тогаш вашата изјава? Србија ќе гори во пеколот, сега од кога Србија вети донации на вакцини во кризен период за Македонија. Имаме ли иднина сега, кога по вашите зборови, за мене како министер за надворешни работи, многу е тешко да зборуваме за надеж, откако 3 пати удривме во зид, јуни 2018, јуни 2019 и октомври годинава. Дали сега, кога нема датум за преговори, требаше да се прашувате дали вредеше? Сега ли ќе се прашувате? И вие велите вака, прашање е дали вреди да носите тешки политички одлуки, да правите европски компромиси, дали треба да се вложува во европската агенда, дали може да и се верува на Европската унија. Ова го изјавивте на 26 јуни 2019 на Канал 5. Дали и веруваме ние на Европската унија? Бога ми дрско. Почитувани, денеска зборуваме за човек кој својата нација ја нарече искомплексирана нација, а во неа припаѓате и вие и ние. Истиот оној човек кој што во 2006 година тврдеше дека уставното име на нашата држава е последниот столб на нашата држава. Го нема веќе. Истиот оној за кој што македонската страна избегнува да го користи терминот спор, затоа што не се работи за спор, тука за еднострано барање на Грција упатено до Македонија да го промени уставното име, што е преседан во сегашната теорија и практика во меѓународното право. Ова го изјавував од јануар до март 2018 година. Што се случи, господине Димитров? И истиот оној Димитров кој што рече на Австрија и требаме за да бидеме сиромашен и грд штит од бегалците. Ваша изјава од 2016 година. Господине Димитров, вие загрозивте не само македонската иднина и европската перспектива. Вие го загрозивте постоењето на македонскиот народ, историја, јазик и држава. И се надевам дека македонците тоа го знаат. Ова е, господине Димитров, мојата вербална нота. Само ова е јавна, вистинита и неспорна. Ви благодарам.